рекламите ги започнуваме вестите. Изборната кампања помина во фер и демократска атмосфера. Покажавме дека Македонија и Штип е зрел и има голем демократски капацитет е оценката на ВМРО ДПМН, на која последните пораки и ветувања ги испратија двајцата кандидати за пратеници од Штип. За наредните 4 години во програмата на ВМРО ДПМН е планирани се 2046 проекти, со неа предвидено отварање на нови 70.000 работни места, зголемување на платата во јавниот сектор за 10,25%, пораст на минималната плата, а ќе се зголемуваат и пензиите, порачаа на денешната завршна пресконференција кандидатите за пратеници на ВМРО ДПМН од Штип. Во Штип е планирана изградба на 4 нови детски градинки, од кои 2 со капацитет од 220 дечиња и другите 2 со капацитет од 350 дечиња. Владата на ВМРО ДПМН ќе поддржи конструкцијата на брана на река Отиња. Планирани се средства од 3 милиони денари за подготовка на техничка документација, додека самата изведба на браната ќе чини 160 милиони денари. Тоа е можеби еден од најважните проекти за Штип и со поддршка за него ВМРО ДПМН докажува дека нашата основна грижа се потребите на граѓаните и реализација на капиталните проекти кои отвараат нови перспективи за град. Двајцата кандидати за пратеници забележаа дека во изминатите 10 години нивната партија и проекти го препородија истокот, а по повеќе од 5 децении се гради автопатот Штип-Скопје. А во првиот квартал на наредната година почнува изградбата на експресните патишта од Штип кон Кочани и од Штип кон Радовиш. И гасификацијата е реалност и покрај сите обиди за минимизирање на овој проект. Зад нас се ново отворени работни места само во Штип од некогашните 10.000 невработени, сегашната стапка на невработеност е околу 2.000 лица. Најмала во историјата на градот, отворени се нови фабрики, намалени се даноците, зголемени се пензиите и платите во јавниот и приватниот сектор. Воведена е минимална плата. Координаторот на Штипскиот комитет на ВМРО ДПМН Дејан Ивановски истакна дека со гласањето на 11 декември ќе се стави крај на 2-годишната криза и сценарија која ги прави опозицијската СДСМ. Изборната кампања помина во една фер и демократска атмосфера, без инциденти. Покажавме дека Македонија и Штип е зрел и има голем демократски капацитет. Нашата сила сте вие граѓаните, бидејќи за ВМРО ДПМН нема поголема сила од народот. Носител на листата во третата изборна единица на ВМРО ДПМН е Илија Димовски, а кампањата на ВМРО ДПМН завршува вечерва со мини битинзи низ градовите во Источна Македонија. Во недела граѓаните ќе имаат можност да изберат подобра иднина, достоинствено место за живот, а истовремено заокружувајќи го бројот 4, ќе кажат збогум на злото, изјави денес кандидатот за пратеник на СДСМ од Штип Владимир Милушев. Во недела граѓаните ќе имаат историска можност за избор. Со заокружување на бројот 4 ќе придонесат за нова иднина, ќе изберат план за подобар живот во Македонија, истакна кандидатот за пратеник на Социјалдемократскиот сојуз од Штип Владимир Милошев. Штип и штипјани се обединети во идејата дека промени мора да има и ќе има. Немаме повеќе време. Нестрпливо чекаме да оказниме криминалот. Ќе го вратиме украденото од народот и ќе направиме се за подобра иднина на нашите семејства. Мораме да успееме за сите честни луѓе. Да ја направиме заедно Македонија, пристојно место и достоинствено за живење. Да му кажеме збогум на злото. Во изминатиот период СДСМ водеше коректна кампања, која може да се оцени како најуспешна досега, посочи Милошев. Сепак на терен се регистрирани нерегуларности од страна на ВМРО ДПМН, притисок врз административните работници, како и заплашување на гласачкото тело. Нерегуларности имаме забележано, затоа се информирани представниците и мисијата на ОПСЕ во Република Македонија и во регионот кои што го покриваат. Притисоци во администрацијата, заплашување на гласачите и нефер однесување во однос на пропагандниот материјал. Правниот комитет на Општинската организација на СДСМ ги има нотирано сите неправилности и процедурата е во тек, истакна Милошев.
Лидерот на достоинство Стојанче Ангелов денеска во посета на родниот Штип го посети градскиот пазар и на граѓаните им ја представи предизборната програма на коалицијата ВМРО за Македонија. Ние како политичка партија која потекнува од македонските бранители, секако дека прво ќе се погрижиме за донесување на закон за бранителите и ќе ги подобриме законите за полиција и за армија. Другата многу важна работа е економијата. Ние мораме обичните луѓе, сиромашните луѓе, пазарџиите, ситните дуканџии да ги ослободиме од стегите во кои што сега се наоѓаат. Како коалиција која што ги заштити македонските национални интереси, веднаш по влегувањето во собранието ќе побараме да се одржи попис, потоа македонскиот јазик да биде задолжителен за сите македонски граѓани. Коалицијата ВМРО за Македонија се бори секој болен граѓанин кој што има неопходна потреба од лекување во странство, тоа да го направи бесплатно на товар на државата. Општинските изборни комисии во Источна Македонија ги прават последните подготовки за утрешниот ден. Во Штип утре ќе гласаат 138 болни изнемоштени лица, а избирачкото место во затвор Штип утре ќе биде отворено за гласање од 7 до 19 часот, каде што ќе гласаат осудениците. Во општина Штип утре во своите домови ќе гласаат 138 инвалидизирани болни изнемоштени лица, соопшти на денешната пресконференција претседателката на Општинската изборна комисија Сенка Андреева. Почнуваме од 8 часот, така што на секој 10 до 15 минути секој избирачки одбор ќе го подигне доверливиот материјал, кочаните со записниците и сето она што влегува во тој состав. Инаку недоверливиот стаса го сместивме, доверливиот го очекуваме денес. Андреева потенцира дека за разлика од изборите во 2014 година, бројот на инвалидизирани болни изнемоштени лица е значително намален, бидејќи како што вели, упатствата од страна на ДИК се ригорозни, а тие како Општинска изборна комисија ги почитувале. Повикавме специјалист од клиничка болница. Тој дојде со своето познавање околу медицинскиот аспект, направивме разгледување на секоја диагноза, на секој упут, на секоја апликација. Така што слободно можам да кажам, од сите поднесени барања, многу малку, ептен малку се одбиени, бидејќи не својствува со упатството на ДИК. Утре од 7 до 19 часот ќе биде отворено избирачкото место во затвор Штип, каде што ќе гласаат осудените лица, а нивните гласачки ливчиња по гласањето ќе бидат доставени до избирачките одбори во општините, каде што им се адресите на живење. Во општина Штип на 11 декември ќе се гласа на 80 избирачки места. Вечерва завршуваат сите митинзи на политичките партии, а на полноќ почнува изборниот молк. Во недела на денот на изборите ќе биде отворена и канцеларијата на заменик народниот правобранител. Истовремено граѓаните ќе може да ја користат и бесплатната телефонска линија, доколку забележат било какви нерегуларности на терен. Во пресрет на парламентарните избори, народниот правобранител од регионалната канцеларија денес уште еднаш потсети за важноста на избирачкото право, како и начинот на остварување и заштита нова право. Веќе е отворена бесплатна телефонска линија на која граѓаните ќе може да пријават нерегуларности. Народниот правобранител како институција, како и сите досегашни избори, ги следи секогаш и постојано и во случај на повреда на избирачкото право кај граѓаните реагира. Од 21 ноември во Народниот правобранител е отворена бесплатна телефонска линија и бесплатниот телефонски број на кој што можат граѓаните да се јават и да пријават нерегуларности во предизборниот период е 0800 54321. Во недела канцеларијата на народниот правобранител ќе биде отворена цел ден, односно се додека ќе бидат отворени и гласачките места. А на самиот ден на изборите, на 11 декември, канцеларијата на народниот правобранител ќе биде отворена од 7 до 19 часот, во текот на целото време трајање на гласањето, се со цел и во тој ден да биде достапна канцеларијата за граѓаните да пријават
нерегуларности. Народниот првобранител упати апел, но и ги потсети медиумите дека имаат клучна улога во заштита на избирачкото право и од особена важност начинот на информирање. На денот на изборите потребно објективно и збалансирано информирање, како и придржување кон етичкиот кодекс. Моштите на Свети Алимпие Столпник денеска изложени во Новоселската црква во Штип. За овој чудотворец се верува дека исцелува и лечи, а Светата православна црква го слави како светец. Култот на верниците кон светецот Свети Алимпие Столпник е голем, затоа денеска се поклонија пред неговите мошти изложени во Новоселската црква Успение на Пресвета Богородица, за кои веруваат дека имаат исцелителна мук. И секоја година на овој ден се изнесуваат моштите од Свети Алимпие Столпник. И доваѓаме редовно секоја година се поклониме за здраве, за да се спасат нашите души. Верувате во неговата исцелителна моќ и во моќта на овие мошти? Да, верувам. Затоа и добивам секоја година. Моштите на Свети Алимпие се сметаат за чудотворни. Дел од моштите, поточно дел од прст од неговата рака, се чува и во Новоселската црква. Кој се дар од свештеник Васил, кој бил свештеник овде во Ново село, поточно во Велјуса, ги чувал дома, а на него му ги дал неговиот дедо, кој исто така бил свештеник, престојувал на Света Гора. Тамошниот игумен му ги поклонил моштите, ги чувале дома известно време и пред да се успокои свештеникот Васил, ги донел моштите овде во Света Богородица, ги оставил овде на поклон и се чуваат до ден денес. Секој празник на Свети Алимпи Столпник ги изложуваме моштите, секој кој сака да се поклони пред нив, да го помоли Свети Алимпи да им даде исцеление. Светата православна црква го слави Свети Алимпие Столпник како светец кој поголем дел од својот живот го минал како испосник. Според житието, уште како дете бил ѓакон кај епископот Теодор и како што растел се повеќе се стремил кон самотијата, се додека не отишол на хеленските гробишта каде изградил храм на Света Ефимија. Покрај црквата подигнал столб и на него живел 53 години во пости и молитва. Во меѓувреме овде никнали уште два манастири, женски и машки, а монасите и монахините го избрале за свој духовник. Верниците веруваат дека на овој ден рано се оди во црква за добро здравје во следната година. Според народните верувања, Свети Алимпие Столпник е заштитник на стоката, затоа на овој ден не се впрегнува добитокот за работа на поле. Екипите на јавното предпријатие ИСАР интензивно работат на поставување на канализациона мрежа во Караорман. Инвестицијата на оваа активност изнесува 14 милиони денари. Жителите на Караорман наскоро ќе добијат долго очекуваната канализацијска мрежа. Екипите на јавното предпријатие ИСАР работат во полна пареа. Деновиве се изведува главната линија. Јавното предпријатие ИСАР, откако заврши со поставување на канализациона мрежа во долниот дел на населбата и од која се асфалтира улиците, започнавме со поставување на главната линија во должина од 300 метри покрај патот, кој што беше доста проблематично за да можат да се уклучат и другите луѓе сега. Ево денес започнуваме со приклучици на другите луѓе на горниот дел на населбата. Ќе бидат уклучени сите куќи до нова година и 70% со ова ќе биде завршена работата во населбата Караорман со приклучување во канализационата мрежа. После нова година ќе работиме и на другите луѓе да можат да добијат канализација, односно на најдолниот дел на населбата, така да за кратко време целата населба ќе биде вклучена во канализација која што беше рак рана долги години и голем проблем на жителите во населбата Караорман. Комплетната канализацијска мрежа во Караорман е во должина од 7000 метри. Вчера завршиме главната линија и денеска почињеме со приклучите на куќите. Од Савале имаме приклучено околу 6 до 7 фамилии и продолжуваме нагоре до крајот да бидат сите приклучени и останува тука кај предавницата уште едно 10 куќи. Инвестицијата за поставување на фекална канализација во Караорман изнесува 14 милиони денари заеднички средства на јавното предпријатие ИСАР и општина Штип. Денот на превенцијата заборавен од граѓаните и институциите не се одбележа во Штип, иако лани на овој ден Штип го доби полицискиот информативен центар за превенција на едношалтерскиот систем во општинската зграда. Денеска се одбележува денот на превенцијата. Пред една година полициската станица во Штип во општинската зграда го отвори информативниот центар за превенција.
Потоа информативни центри за превенција се отворија уште во 7 полициски станици на подрачјето на Штипскиот полициски сектор. Пред се со овие центри се очекуваше да се зголеми довербата на граѓаните кон полицијата, да се зајакне соработката меѓу двете страни со решавање на проблемите на граѓаните за кои сметаат дека ја загрозуваат безбедноста, со цел намалување на криминалитетот и подобрување на безбедносната состојба. За брзо возење точно возе се брзо. И треба да се преземе повеќе мерки, нели поскоро кога се јават да стигне поскоро полицијата, не они чекат со саат или со. Кражби има ли? Бучава има, за бучава има. Кражби, па и кражби има, чим има народ има и кражби. Треба како порано си прошетеа низ улици, сакам се оставато мало, натаму намок, а сега не се видела полицајци. Има кражби, треба често да патрулират, точно е тоа дека му текне таму се паркират. И тука у центарот поготово, што секој стан си плаќа нели годишно. И кога дојдеш, кога излезеш и кога ќе се врнеш, нема кај да се паркираш. Треба да одиш у Горно Мало или тамо на кај Домо на културата. Тоа е така што треба да се стави еден ред. Конкретно полицијата се врши работа како што треба. И кога се пријавуваат во полицијата, мислам интервенцијата е за кратко време доваѓаат. Они се на ниво. Може да ги пофала. Од 7 на подрачјето на СВР Штип функционираат само 4 кои се покажаа како поефикасни, информираат полицијата, и тоа информативните центри за превенција во Штип, Карбинци, Чешиново, Облешево и Зрновци. Одсекот за превенција во СВР Штип оваа година во насока на превентивно делување реализираше неколку проекти, меѓу кои превенција од никотиноманија, мултиетничкиот еко-проект Планетата Земја Дом за сите, во кој беа вклучени и децата со посебни потреби од училиштето Искра во Штип, а организираше неколку едукативни предавања на тема превенција од кражби, семејно насилство и измами. Со следниот прилог, камерата на телевизија Ирис ве води на градскиот пазар во Штип. Цените на производите и денес слични како и претходниот пазарен петок. На градскиот пазар во Штип беше раздвижено во текот на целиот ден. Штипјани пазаруваа вообичаено како за цела седмица. Панакиот е 50 денари од кило. Целеро имаме, зависи од големината, од 60 до 10 денари од парче. Бритвата е 20 денари врзана на тоа. Имаме само лист целер 20 денари, ѓумбро е 200 денари, морково 40 и 30, зависи од квалитетот. Пашкената околу 130 денари килото е. Дајконо зависи од големината, од 40 до 10 денари од парче. И трупката 30 денари, крумито 25. Во овој период барано јужното овошје. Мандарината е 40 денара, бананата исто 40, портокало 26 динара, киви имаме 30 денари, цитрон имаме 39 денари, лимоно 49 денари. Праси зелка се уште граѓаните купуваат. Зелката е 10 денари од кило, јабуката е 20 денари и празо е 100 денари. Денес најмногу се трошеа актуелните производи за овој период од годината. Денес се изврши ждрепката за полуфиналните фудбалски куп надпревари во кои ќе се сретнат Вардар со Шкендија и Брегалница и Пелистер. Првите средби ќе се одиграат на 1 март 2017 година, а реваншите на 19 април. Додека пак одбојкарските суперлигаши екипи во 2 дена ќе одиграат 2 правенствени кола. Вчера се одиграа надпреварите од 5-то коло, а утре сабота ќе се одиграат средбите од 6-то коло. Синоќ ќе се одигра првенствените средби од 6-то коло на машката и женската Суперлига на Македонија, при што се постигнаа следните резултати. Во конкуренција на жени, Македонија Макс Пелистер волеј 3:0, СВСК УГД Студент 3:1, Универзитет Тетово Јанта волеј 1:3 и Наковски волеј Бамикор 3:1. Веќе утре сабота во 7-то коло се среќаваат Бамикор Македонија Макс, Јанта волеј Наковски волеј, Пелистер волеј, СВСК и УГД Студент Универзитет Тетово. Надпреварот во Штип ќе се одигра во спортската сала Јордан Мјалков со почеток во 16 часот. Во конкуренција на мажи во 6-то коло се постигнаа следните резултати. Лирија Шутова 0:3, Струмица Пробишти, по овој надпревар е одложен.
Борец, УГД Студент 3:0 и Лешок Вардар 3:1. Утре сабота ќе се доиграат надпреварите од 7-то коло во кое се среќаваат Вардар Лирија, Пробишти Борец, Шутова Струмица и УГД Студент Лешок. Средбата во Штип ќе се одигра во спортската сала Јордан Мијалков со почеток во 19 часот. Екипите на фудбалската академија Апостолов Пандев од Штип ќе настапи на традиционалниот меѓународен турнир, што во организација на Олимпија клуб ќе се одржи во Софија, Бугарија. Во финишот на ова календарска година привршуваат и активностите на фудбалската академија Апостолов Пандев од Штип. По настапот на турнирот Беласица куп во Струмица и освоеното прво место, фудбалските академци се селат во Бугарија. Во главниот град на Бугарија ќе се одржи меѓународен турнир во организација на Олимпик клуб под Софија и на кој ќе настапат мощни силни екипи, како што се, например, Левски и Славија, Војводина Нови Сад, Напредак, Крагуевац и други. Апостолов Пандев ќе настапи со генерацијата 2007-2008, а турнирот во Софија ќе се одржи во терминот од 16 до 18 декември. По доаѓањето од Бугарија, фудбалската академија Апостолов Пандев со генерацијата 2006-2007 ќе настапи на турнир во организација на клубот Евроспорт во Куманово, а ќе се одржи на 23 и 24 декември. Тоа беше се што ви подготвивме во вестите на Ирис телевизија. За повеќе посетете на Ирис МК. Пријатна вечер.